За само 6 години македонците од мнозинство станаа малцинство во македонската влада. Во првиот владин состав на Зоран Заев во 2017 албанскиот политички блок имаше министри само во правда, економија, животна средина, здравство и локална самоуправа. Имаа 2 вице-премиерски позиции за евроинтеграции и за спроведување на рамковниот договор и 1 министер без ресор. Како минуваа годините, желбата за задржување на власта целосно се промени сликата со најновиот договор меѓу Ковачевски, Ахмети и Таравари. Сега албанците ќе имаат дури 9 министерски позиции, дел од нив и клучни ресори, во време кога се наоѓаме во и повеќе од комплицирани преговори со Бугарија, со надворешни работи раководи Бујар Османи, во ек на голема економска криза во финансии шеф Фатмир Бесими, а во економија Крешник Бектеши. За мир во куќата за партијата на Ахмети беше измислена нова позиција во владата, прв вице-премиер или втор човек во владината хиерархија по Ковачевски, на која гордо седи Артан Груби, а ќе се оствари најголемиот сон на Дуј. Во последните 100 дена од владиниот мандат премиер ќе биде албанец. Се договоривме заедно, усогласено на предлог на Дуј, да дојде идниот македонски премиер од тие 100 дена кој што ќе извршува функцијата премиер, не технички премиер, во техничка влада. Нешто што во предизборието за тогашниот лидер на СДСМ беше невозможна мисија, најавувајќи дека Дуј ќе оделе во опозиција ако останат на барањето за албанец премиер. Ова е популистички чекор и тоа лажовен чекор на ВМРО ДПМН, на Дуј, опсеан со национализам. Ништо повеќе нема. Исклучително заради партиско-политички калкулации. И ќе кажам, овој вид на кампања е прво лош за Дуј. Со ваквиот вид на кампања едно е јасно. Дуј ќе оди во опозиција. Покрај остварувањето на сонот за албанец премиер, добивањето на клучните министерства во владата, коалициониот брак меѓу СДСМ и Дуј доведе првпат во историјата собраниски спикер да биде албанец, односно Талат Џафери, кој на оваа позиција е веќе 6-та година. СДСМ го почна владењето во коалиција со Алијанса и со Дуј. По само 6 месеци партијата на Таравари излезе незадоволна од математиките за локалните избори. Вакуумот го пополни Беса, но и тие се налутија поради заедничкиот предизборен настап на Дуј и СДСМ, кога мнозинството висеше на конец беше уфрлена алтернатива која сега е жртвувана за повторно да влезе Алијанса.